Започнуваме со регионалните вести. Колку Тетово нуди квалитетни услови за живење, граѓаните со поделени мислења. За дел од нив градот се соочува со многу проблеми, а за други тој е родно и незаменливо место и без разлика со какви проблеми се соочува, неговото напуштање не е опција која ќе реши се. Дали градот Тетово нуди квалитетни услови за живење? Граѓаните се со поделени мислења. Повеќе параметри влијаат еден град според жителите да биде оценет за добар или лош за живење, сметаат тие. Но тоа не може да биде присудно кога се одлучува дали да се напушти градот и да се одсели од него. Дел од граѓаните пак со став дека градот не нуди добри услови и подобра живеачка треба да се побара на друго место. Проблемите со водоснабдувањето, депонијата кај претоварната станица, аерозагадувањето, немањето на доволно зелени површини, отсуство на места каде најмладите ќе се рекреираат и ќе се забавуваат, се само дел од работите кои отсликуваат лошата слика на Тетово. Од друга страна, Тетово е родно и незаменливо место за многумина и без разлика со какви проблеми се соочува, негово напуштање не е опција која ќе реши се. Дали би се одселиле од Тетово поради лош квалитет на живење? Не, никош. Бидејќи овде сум роден и дедо и татко и сите. Што ви пречи во градот? Депонија, да речеме, нечист воздух, има такво нешто, вода? Има нечистоти. Има доста нечистоти. Не се фрля ѓубрето. Видите, ова само се копа. 2 години се прави оваа улица, деца у школа и така. Дали би се одселиле од Тетово поради лош квалитет на живот? Во секој време. Зошто? Што ви пречи најмногу? Све. Нечисто, депоние, воздух? Чисто од неквалитет на општината, све. Пошто сум ја 50 години у Германија, ама ова дека е катастрофа, не е за живот. Не, никако не би се одселил. Зошто лош квалитет? Баш е квалитетот добар, имамо планина, вода добра. Не. Има нешто што ви пречи? Па не, за сега не. Ја мислам дека е добро. Дали би се одселиле од Тетово поради лош? Не, зошто да. Добро е за живот. Ништо не му недостасува на градот? Сега, у моментот, што да не недостасува? Вода му недостасува. Еве почна сега пак редуцирано, гледам, навечер нема вода. Воздухот, депонии, чисто не? Депонијата треба да се реши. Да се најде некој решение. Дали би се одселиле од Тетово поради лош квалитет на живење? Не знам, добро е живење за тоа. Нема нешто што ти пречи, вода нема, нечисто е? Нечисто само овде кога живееме не е добро. Дали би се иселиле од Тетово поради лош квалитет на живот? Не, Зошто? затоа што сум роден тетовчанец. Така? И сакам овде да живеам. Има ли нешто што ви пречи, вода, депонија, нечисто? Да, водата. Под шара живимо, вода да нема. Депонија. Кој каде ќе најде фрля ѓубре? Се знае, кутијата си ја фрли у пакетна, раскомоти га, сложи га доле пред контейнер. Така нема контейнерот да се полни. Воздух? Воздухот мање више добар е. Добар е воздухот. Дали би се одселиле од Тетово поради лош квалитет на живење? Нормално дека да. Пошто у Тетово уопште ни воздухот, ни вода, ни чиста, ништо нема. Све лошо. Видите и сами вие како е Тетово. Тетово е најлош град у Македонија. Најлош. За моментално никакав живот нема. Тетово долги години се соочува со немање на вода, повеќе часовни рестрикции, иако сега таквите проблеми доникаде се надминати. За најголем дел од тетовци ова е најголемата болка. Граѓаните реагираат и на депонијата кај претоварната станица и аерозагадувањето. И едниот и другиот проблем влијаат на здравјето и ширењето на зарази, допринесуваат за непријатна миризба, а даваат и неубава слика на градот. Пролонгирањето на реализацијата на инфраструктурните проекти низ градот им создаде нервоза на дел од граѓаните. Раскопаните и неасфалтираните улици им создаваат проблеми и на возачите и на пешаците. Тетово нема ниту кино, во градот не постои базен, немладите немаат каде да се истрчаат и рекреираат зошто нема или пак се оштетени постоечките спортски реквизити. А колку работиме на разубавување и промоција на нашите излетнички места и туристички центри, тоа е друго прашање.
Во светски рамки работите стојат поинаку, споредуваат тетовци, но од друга страна никаде не е како дома. Тетовци се горди на градската традиција, старата архитектура, карактеристичната кујна, на Шарпланина и Попова шапка, на тетовското кале, на тетовската вода и на многу нешта кои Тетово го прават посебен за многумина. За Тетово да остане град на кој ќе се гордееме, а не место од кое ќе побегнеме, придонес треба да дадат сите, и општинската власт, но и самите граѓани. Жителите на гостиварското село Долна Бањица добија уредена и асфалтирана главна улица, преку која се поврзуваат повеќе селски мала. Инвестицијата е на општина Гостивар со вредност од 25.000 евра. Гостиварската локална самоуправа летниот период и поволните временски услови ги користи за реализација на инфраструктурни зафати. Еден од нив е асфалтирање на главна улица во селото Долна Бањица. Се работи за улица која поврзува повеќе селски мала во должина од 300 метри со вкупна асфалтирана површина од 12.000 метри квадратни. За оваа намена општина Гостивар издвои 25.000 евра од буџетот. Денеска сме во Долна Бајница, имаме асфалтирана цела населба. Ова населба ги поврзува с другите населби. Граѓаните имат чекор на 25 години. Ние за 4 години имаме работено многу, имаме реализирано многу проекти. Сме задоволни, пошто го реализираме тоа што имаме ветено 100 на 100. И ќе работиме до крај на нашиот мандат. Ќе реализираме и други проекти во интерес на нашето општество. Ова инвестиција има коштено 1.500.000 денари или 25.000 евро. Сега нема да имат прашина жителите што живеат во ова насело на Долна Бајница, че имат, може да ги отворат прозорите, нема да имат прашина. Им пожелувам да имат здравје жителите на ова населба. Гостиварската општинска власт пред неколку дена отпочна со уредување и асфалтирање и во селото Горна Бањица. Таму исто така се работи на поставување асфалт на една од главните улици. Со соопштение до медиумите се огласи Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово ги повикува релевантните политички партии од Македонскиот блок конечно да се разбудат и да го разберат политичкиот момент во кој се наоѓаат македонците од Тетово и Тетовскиот крај. Имено постојаната кавга и несогласување меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ често пати доведува до погрешни решенија со несогледливи последици по политичкото дејствување и секојдневното општествено живење на македонците во Тетово, се вели во соопштението на партијата. Последен пример за сето ова се случувањата околу издавањето под концесија на двата градски стадиони, каде што македонските партии беа против и не учествуваа на седницата на Советот, од причина што имаше само еден понудувач за избор на концесионер. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово изразува длабока загриженост за евентуалните последици кои би настанале поради лошиот и еднонационален договор, а со поддршка од ФФМ, стои во соопштението. Загриженоста се однесува за опстанокот на фудбалските клубови Љуботен и Тетекс, кои многу реално ќе останат без кров над глава и без сопствени простори каде што ќе можат да извршуваат својата дејност. Иско така со можното згаснување на овие два клубови, згаснуваат и навивачките организации преку кои што младите, но и постарата генерација ја искажуваат својата љубов кон своите фудбалски клубови, се вели во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Преку обдукција која ќе се врши во Гостиварската болница, ќе се утврдува дали мртвото тело најдено на планината Бистра е на таткото или синот од Скопје, по кои веќе 2 недели се трага како исчезнати. Откако вчера беше најдено мртво тело на маж на планината Бистра, обдукцијата официјално треба да покаже дали му припаѓа на еден од двајцата исчезнати скопјани, 78 годишниот Љубомир или неговиот 50 годишен син Сашо, по кои се трага повеќе од 2 недели. Неофицијално се дознава дека според облеката и дел од телото, надлежните добиле потврда од семејството дека трупот му припаѓа на постариот. Сепак од Министерството за внатрешни работи вела дека ќе ја чекаат обдукцијата, па потоа ќе дадат конкретни информации за кого станува збор.
Машкиот труп на планината Бистра беше пронајден на многу влажно место, што придонело да се забрза процесот на распаѓање на телото, кое не може да се препознае без да биде направена обдукција. Сега може само да се предпоставува дека се работи за едно од двете лица, кои пред 2 недели исчезна во реонот на Лазарополе, соопштија денес од МВР. Луѓето од планинарските клубови потенцираат дека движењето во планина подразбира непредвидливи ситуации и ако човек се загуби, тоа е најголем ризик по животот. Опасностите во планина се големи и бројни. Пред се зависат од нас самите, како ние сме подготвени и како ние ги планираме и ги предвидуваме ризиците. Интересно е дека и најмалиот ризик, најмалата несреќа може да биде кобна по човековото здравје кога сме во планина. Затоа и препораките се да не се оди сам во планина, да се оди по обележени и маркирани планинарски патеки и колку што е можно да се биде претходно подготвен за турата, да се знае отприлика колку таа ќе трае, да се има доволно храна, соодветна опрема, соодветно познавање за користење на истата опрема и така натаму. Од несреќите што се случуваат во светот со смртоносни последици во планина, статистички според некои мерења, според некои истражувања, е дека најголем број се должат на лоша навигација, односно непознавање на теренот, одење во погрешна насока, во насоки каде што планинарите не се спремни да одат, и потоа доаѓаат несреќи, губење во планина или губење со несреќа и така натаму. Таткото и синот престојувале во викендичка во Лазарополе, а трагата им се губи од 14 јули кога отишле да берат печорки. Вечерта на телефон јавиле дека не знаат каде се, пошто се изгубил секој контакт со нив. Регистрирана тешка кражба во куќите на двајца браќа од село Симница. Украдено злато вредно повеќе од 1 милион денари. Во полициската станица Гостивар вчера попладне двајца браќа од село Симница Гостиварско пријавиле дека во периодот од 20 до 27 јули 2016 година во нивните куќи непознат сторител извршил тешка кражба. Истите пријавиле дека сторителот им одзел поголема количина на златен накит во вредност од по 1 милион и 200 илјади денари, но не оставил траги на насилно влегување, информираат од МВР. Извршен е увид на местото на настанот и се презимаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Ќе се одбележува годишнината од загинувањето на бранителот Цоки Стојановски од Тетово. Во рамки на одбележувањето на 15 годишнината од загинувањето на полицајцот и македонски патриот Цоки Стојановски, во недела на 31 јули планирани се и ќе се организираат неколку меморијални активности. Во 8 часот ќе се положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на Цоки Стојановски на градските гробишта во Тетово и ќе му биде оддадена почит и искрена благодарност за неговото херојство. Во 8 часот и 30 минути ќе се положи свежо цвеќе и пред спомен бистата на Цоки во кругот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово, додека во 9 часот свечено ќе биде отворен турнирот во мал фудбал Цоки Стојановски. Доделувањето на наградите и благодарниците е предвидено за 12 часот, информираат од организациониот одбор. Државната изборна комисија соопшти дека е во тек пријавувањето на граѓаните чии записи во избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни, односно за кои има несовпаѓање на податоците на граѓаните, предмет на проверки во избирачкиот список. До 13 часот денеска преку еден од начините за пријавување на граѓаните предмет на проверки во избирачкиот список се пријавиле вкупно 257 граѓани. Од нив 31 лице се пријавиле во подрачните оделенија и канцеларии или во дополнителните канцеларии на Државната изборна комисија, додека 226 граѓани пријавувањето го оствариле преку интернет апликацијата на Државната изборна комисија. Двајца генерали на турските вооружени сили поднесоа оставка пред денешното важно заседание на Високиот воен совет на Турција. Оставки поднесоа генерал Ихсан Ујер, началник на копнената војска, и генерал Чамил Башоглу, командант на структурите, кои се одговорни за воена обука и доктрина.
За сега нема официјално соопштение кој е мотивот за ваквиот потек. Со седницата на Високиот воен совет денеска ќе претседава турскиот премиер Бинали Юлдирим. Се очекува на него да се донесе одлука за голема реорганизација на турските вооружени сили по неуспешниот обид за државен удар на 15 јули. Турските власти вчера соопштија дека по обидот за преврат биле отпуштени вкупно 726 офицери, меѓу кои 149 генерали, како и 1684 војници. Исто така затворени се и 130 медиумски куќи, вклучувајќи 3 новински агенции, 16 телевизии и 45 дневни весници. Француската полиција успеа да го идентификува вториот од терористите кои нападнале црква во северна Франција пред 2 дена. Тој е 19 годишен, се нарекува Абдел Малик Набил Птижан и од градче во источна Франција во близина на границата со Германија. Мртвиот напаѓач е во листата на осомничени за врски со исламските екстремисти и представуваат закана за националната безбедност на Франција. Безбедносните служби во јуни отвориле досие за Птижан, во кое се истакнува дека тој почнал да се радикализира. Според владата во Франција има околу 10.500 такви луѓе. Птижан е неговиот идентификуван порано соучесник Адел Кермиш, исто така 19 годишен, роден во Франција, зедоа во вторникот заложници во католичка црква во Нормандија за време на утринска служба. Тие го пресекува грлото на возрасен локален свештеник и ранија тешко уште еден заложник пред полицијата да ги застрела двајцата терористи. Кермиш исто така бил во овие полициски листи и требало да оди со полициска електронска нараквица за да биде следен, откако бил пуштен од затвор во март. Германската полиција изврши претрес на џамија во градот Хилдесхајм, за кој се смета дека е поврзана со исламска држава и конфискуваше доказни материјали, што можат да се користат за нејзина забрана, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи на германската покрајна Долна Саксонија. Освен џамијата чија работа ја води организацијата Исламски круг, синоќа биле претресени и станови во сопственост на 8 членови на оваа групација. Властите имаат докази дека во џамијата се врши радикализација на муслиманите, кои се врбуваат да заминат да се борат во воени зони, а некои од посетителите веќе ја напуштиле Германија за да се приклучат кон терористички организации, меѓу кои Исламска држава во Ирак и во Сирија. Германската канцеларка Ангела Меркел остро ги осуди неодамнешните брутални напади во Германија и ги отфрли предлозите земјата да ја смени политиката кон бегалците. Меркел денеска пред новинарите рече дека нападите сакале да ја намалат подготвеноста на Германија да прифати луѓе кои се во неволја. Тие гледаат страф и умраза меѓу културите и меѓу религиите, но ние сме одлучно против тоа, изјави Меркел. За една недела во Германија се случија 4 напади во кои загинаа 13 луѓе, меѓу кои 3 напаѓачи, а десеттици луѓе се повредени. Меркел вели дека нападите се шокантни, неподносливи и депресивни, но не се знак дека властите ја загубиле контролата. Хакерите кои успеале да добијат пристап до доверливата преписка меѓу највисоките функционери на Американската демократска партија можеби намерно оставиле руска трага, рекол за агенцијата Reuters неименуван експерт на американското разузнавање. Стручнакот истакнал дека верзијата за вмешаноста на руските власти во хакирањето на серверите на американските демократи се појавила поради кириличните символи во метаподатоците и известувањата за грешки кои што ги користеле кибернетички престапници. Американските власти исто така истакнаа дека хакерите не биле активни за време на државните и верските празници во Русија. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од променлив правец. Попладне со локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 16 до 19, а дневните од 21 до 31 степен. УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево време со умерена облачност. Во попладневните часови ќе има локална појава на краткотраен пороен дожд со грмежи. Утринските температури ќе се движат од 17 до 20, а дневните од 22 до 31 степен. УВ индексот ќе изнесува 8.
Тука ги завршуваме и овие регионални вести. Пријатна!